Чекайте, аз ви кажа за цветята, не тръчете така. Не, за това да ми помни. Стой, Гошко. Не, оттам е за оглед. Съберете се малко по-близо. Берете се. Тук аз бях кажал на този Георги Андонов да каже двете. Да кратко ти каже Тихомир Стоянов. Добре, хай. Добро дојдовте на ова традиционално веќе чествување на македонското кресенско востание. Знаете дека тоа е официјалното име, самото востание така се викало, македонско. Кресенско е по-подосно измислено, бидејќи само тука се има развиено. И исто така од документите кои што се сочувани во англиските архиви и во други се гледа дека целта била да се ослободување на Македонија и создавање на македонска држава. Самите востаници се нарекувале себе си македонци. И тоа е можеби една од најзначајните работи кои што се има случено во нашиот крај и затоа ние веќе имаме една подолга традиција секоја година, отприлика во времето кога востанието започнало, да доаѓаме овде да поставиме цвекиња, да кажеме некој збор и најважното на крајот да направиме една панихида за сите загинати. Да покажеме нашата почит. И сега без повеќе многу да се зборува, прво ги помолам тие кои што имат цвекиња и венци да ги постават на споменикот, а после тоа со минута молчење и додадеме почит. Поверете. Да го тури там на българското такова. Къде да го сложим? Там, в десно. Слагате цветја Хайде, Маја. Слагате цветјата. Туга до на нашето. Нашето имане. Тој портрета да сложим. Да, сложи ги Видно, щом се го докарали, ама немаше нужда да го носите. Служете го, щом се докарали вече. Това е Димитър Поп-Георгиев Беров, той беше долу. Той ще направи на стика отгоре на там, да ги носи. Я да се махне това отгоре. По скюла? По скюла, да. Сега ќе ве замолам со една минута молчење прави да одадеме почит на загинатите во тоа востание. Мръдно малко. Благодарам на сите. А сега Тихомир Стојановски, кој што е дојден кај нас, нашиот драг пријател, на гости сака некој збор да каже. Да му дадеме шанс. Браќа и сестри, чеда Божи, Исус вели, која е мојата мајка, кои се моите браќа. Тој што ја исполнува волјата на мојот небесен Отец, тој ми е брат, сестра и мајка. Која е волјата на Создателот на се, Таткото Небесен? Да се љубиме едни со други. Ние зборуваме за љубов, не за поделби, не за граници, не за граници во човечкото срце. Ние затоа се собираме да кажеме доста за омразата. Луѓе, отворете ги срцата. Браќа, бугари, отворете ги срцата. Бугарски политичари, признајте ги македонците. Не зависи од човек дали има македонци или не. Не зависи од мене дали Стојко Стојков постои или не. Тој суштествува зашто Бог го создал. Македонецот го создал Бог, го запишал во Библијата. Ние доаѓаме како миротворци
да се отворат границите. Треба само да се каже има македонци да сопре овој прогон, да сопре ова безбожништво, зашто ако не го љубиш братот свој, ти целиот народ го носиш во проклетство, ти живееш во омраза, ти не си син Божи, ти си син сатански и нема да биде добро ни за Пиринска Македонија, ни за Бугарија, ни за Егејска Македонија, ни за Грција, ни за Албанија. Да мразиш, да убиваш, да поништуваш луѓе, тоа е примитивно. Македонскиот дух се гледа, толку крв е пролеана, гинати се луѓе, овде е внуката на Антон Попов, како се убиени тие луѓе, а денеска се слават. Браќа бугарски политичари, отворете ги срцата, признајте ги македонците, толку треба, ние сме еден народ, се љубиме, јас не забранувам и не велам нема бугари. Нека има кој се чувствува бугарин да биде бугарин. Пуштете ги македонците, народ на Исус Христос, да бидат македонци. Дела 16:9. Апостол Павле, ноќеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение апостол Павле вели на македонецот: ние веднаш тргнавме за Македонија да го шириме светот Евангелие. Затоа сум во Македонија. Ова е Пиринска Македонија. Денеска е дел на Бугарија, но ти не можеш ништо да земеш. Бог што составил човек да не разделува. Немаш право, никој нема право да ги дели македонците. Ние сме браќа и сестри, сакаме да пееме, да се радуваме, да покажеме како се победува со љубовта. Татко, во името Исусово, излеја твојата сила врз овие души македонски да ги чуваш, да останат во твојата љубов. Се молиме за бугарските политичари да се покајат, да ги признаат македонците, за грчките политичари, за сите други што ги негираат македонците. Македонец е име дадено од Исус Христос, не може да се избрише. Од земјата до небесата, во љубовта Исусова, Македонија ќе остане, додека еден македонец во името Исусово победува. Македонија е сад да се шири Евангелието, не е сад за омраза. Ете затоа доаѓам овде. Ти благодарам, татко, што не штитиш, не чуваш и ни даваш да победиме со љубовта. Македонија на македонците, мир и љубов со Бугарија, Грција, Албанија и сите народи создадени од Таткото Небесен. Амин. Amen.